Појавата на поштенските услуги создала проблем кој постоел неколку децении, а се однесувал на тоа кој треба да ја плати поштарината, дали испраќачот или оној кој ја прима пратката. Решенијата биле различни во различни земји. Најчесто доминирал обичајот примачот да плати за доставената пратка. Сепак, едно прашање останало неодговорено, а тоа бил случајот кога примачот ќе одбиел да плати. Биле направени многу обиди да се најде решение што ќе гарантира дека поштата ќе ја наплати својата такса за направената услуга. Во Франција, сопственикот на една мала пошта, Де Валајер, во 1653 година, на своите муштерии им нудел мали парченца хартија на кој било испишано потврда за платен превоз. Идеите за поштенски марки се развиваат уште од предфилателистичкиот период. Значи пред 1840 година, кога наоѓаме на изглед марки, меѓутоа тие се самите отпечатени во самата разгледница, да кажем, или поштенска картичка. Меѓутоа во 1840 е првата поштенска марка што е залепена на писмо. Таа марка ја нарекувале црно пени. Така првата земја која употребила поштенски марки била Велика Британија во 1840 година. На другиот дел од светот, прва држава која ги употребила поштенските марки била Бразил во 1843 година. Во Соединетите Американски држави влегле во употреба 4 години подоцна. Набрзо, овој метод на плаќање поштарина го прифатиле и другите земји. Со појавата на поштенските марки се создала и страста кон нивното собирање и проучување, односно филателијата. Во Република Македонија, употребата на поштенските марки датира уште од времето на Отоманската империја. Сепак, постојат сознанија и за предфилателистичкиот период на овие простори. Република Македонија е доста интересна за разгледување, бидејќи тука поминале разни војски, разни држави, така да уште во предфилателистичкиот период пред 1840 година во Македонија се наоѓани целини со отпечатени марки. Почнувајќи од првата поштенска марка во Македонија, таа е издадена за време на Отоманската империја. Се што било турско, ние сме го користеле во тоа. Секако бидејќи сме биле под Отоманската империја. На 13 јануари 1863 година започнува филателистичкиот период на овие простори со трите печатења на првата турска поштенска марка наречена Тугра. Ова поштенска марка била печатена на бели обични листови и печатена во различни бои во зависност од вредноста која што ја имале. Така да во 1903 година султанот Абдул Хамид II дава уште поголема контрола сега на овие наши пошти, така да од Приштина директоратот за пошта и за телеграф е префрлен во Скопје. Тие марки биле печатени на обична бела хартија, а потоа боени со разни бои според вредностите што ги добивале. Ваквите марки и нивни препечатени изданија се издавале се до патот на Отоманската империја во 1912 година. Покрај оваа официјална пошта на Отоманската империја, во Македонија функционирале и така наречените Саиџиска и Левантска пошта. Саиџиската ја користело македонското печалбарско население кое не ги употребувало официјалните марки, туку наплатата ја вршело во пари по испораката до примачот.
Левантската пошта била создадена за користење на поштенски услуги од странски пошти, најчесто австриската, британската, германската, француската и руската. Правите македонски марки, што не се под Отоманската империја, излегуваат во 1902 година. Тоа се марките кои што ги издават МОРО, тајната македонско-одринско револуционерна организација, и во 1906 година, кои што и самиот германски каталог Михел ги верификува како први марки, каде што е напишан називот Македонија. Тоа се такви марки каде што се прикажан исправен лав со круна, секако. Значи, овие марки ги користи ВМРО, внатрешната македонска револуционерна организација, и се со вредности од 10-20 пари, од 1 грош, 5 гроша, 10 гроша, 15 и 25 гроша. Значи, тие се заведени во 1949 година и официализирани во германскиот каталог Михел. Тоа се, значи, основните почетоци на македонската поштенска историја, иако овие марки од 1902 и 1906 година обично се користеле за плаќање на чланарини на тие организации, помалку за патување, значи за реални пошти, бидејќи сепак сме биле под Отоманската империја, а во тоа време било задолжително користење на тие марки од Отоманската империја, односно Туград. Овие марки се користеле до заминувањето на турците од Балканскиот полуостров, односно од нашето подрачје во 1912 година. На Балканот следувал период на подем на царството Бугарија. Така, во јули 1917 година биле издадени 8 марки, од кои што 3 имале мотиви на македонски градови или области. Тоа се црквата Свети Јован Благослов Канео од Охрид, Демиркаписката клисура и марка со панорама на градот Гевгелија. Од 1917 година натаму, под царството Бугарија, биле издадени повеќе поштенски марки со мотиви на Скопје, Велес, Охрид и така натаму. Една од поинтересните работи се случува во 1944 година, кога во тогашната подгерманска окупација, значи на повлекувањето германците према север, од 8 септември, што е интересен датум, 1944 па до 13 ноември, ослободувањето на Скопје, значи само во тој период се користат тие марки, значи се надпечатени или препечатени 8 бугарски марки со 7 вредности, троредно со црна и црвена боја, називот Македонија, името Македонија. Оваа серија е една од најинтересните за филателистите, заведена е како германска окупација во германскиот Михел. Пред завршувањето на Втората светска војна во 1944 година била издадена првата марка во рамките на Федеративна Народна република Југославија, што имала мотив од Македонија, а тоа бил манастирот Свети Прохор Пчински. Од тогаш па до денес, теми и мотиви од Македонија се среќаваат во многу изданија на поштенски марки печатени надвор од Република Македонија. Што е можно интересно, и околината наша на Балканот имаат издадено доста мотиви. Да речеме, Бугарија има околу 100 мотиви, Албанија има 30 мотиви, Грција има 20 македонски мотиви, бившата Чехословачка има 5-6 мотиви, Ватикан има 10 мотиви и секако што е најинтересно, скопјанката мајка Тереза има сега дури наплив во целиот свет на издавање, значи за нејзиното дело. Па верувам дека се издадени некаде околу 100 парчиња. Иако до пред 10 години имаше само 40-50, сега има над 100 серии. Како суверена држава, Република Македонија своите први поштенски марки ги промовираше на годишнината од осамостојувањето на 8 септември 1992 година.
Мотивот на марката бил длаборез од иконостасот на Бигорскиот манастир, а колекцијата била наречена културно наследство. И доаѓаме до нашата самостојност во 1991 година. Точно на годишнината од самостојноста, на 8 септември 1992 година, е издадена првата марка на суверена Република Македонија, а тоа е марката во серијата Културно наследство, со мотив, што има мотив длабоко резот од иконостасот на Бигорскиот манастир. И таа е издадена во еден добар тираж од 2 милиони примероци. После тоа, сега акционерското друштво Македонска пошта го превзема издавањето на марките како своја серија и издава редовни, издава пригодни марки, додека доплатните марки ги презема во 1996 година и тие се издаваат во корист на Црвениот крст. Пригодните се јубилејни поштенски марки и се издаваат според програма одобрена од владата на Република Македонија. Редовните марки циркулираат во секојдневниот поштенски сообраќај и имаат различна тематика – архитектура, етнологија и така натаму. Доплатните марки се печатат со одлука на Собранието на Македонија, а доплатата на услугата е наменета за хуманитарни цели. Досега, во Независна Република Македонија се издадени вкупно 680 дизајни на поштенски марки, со кои се опфатени теми од националната историја, како и на познати личности од Македонија и од светот. Поштенските марки се изработуваат во Бирото за филателија при Македонска пошта. Тоа годишно издава од 27.000 до 30.000 поштенски марки на 18 различни теми. А процесот на создавање на една поштенска марка е сложен и се одвива според однапред утврден редослед. Програмин е полавет филателис, филуваат një vit më parë. Duke filluar prej fillimit të vitit, ne bëjmë shkresë të gjitha institucioneve, organizatave, ambasadave, dhe kërkojmë mendimin dhe mbledhim grumbullojmë dhëna. Na si shërbim kemi 2 bashkëpunëtorë të grumbullimit të dhënave për pulla postare dhe bëjmë grumbullimin dhe kërkojmë jubilejt. Jubilej për pulla postare të ne llogaritën në bazë të rregullorës prej vitit 25, 50, 75, 100 e kështu me radhë. Pas grumbullimit të dhënave, bëjmë seleksionimin e dhënave dhe shiqojmë se cilat pulla i plotësojnë kushtet për të qenë në programin e vitit të ardhshëm. Tash për këtë vit kemi bërë programin, e kemi të gatshme dhe kemi këshillin e pullave, i cili këshill numëron 7 antarësh. 7 antarë, 3 janë nga institucionet shtetërore dhe 4 janë nga brenda institucioni postës. Dhe me pëlqimin e këshillit pullave, programa shkon në trajtim në bord të drejtorëve dhe ati aprovohet, më pas dërgohet në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjes, e cila si ministri e jep pëlqimin apo mos pëlqimin e programës, dhe me pëlqimin e programës ne fillojmë zbatimin dhe programin e realizojmë brenda vitit që është parapar dhe brenda datave që janë të parapara me program. Следува скицирањето и изработката на поштенската марка. Откако ќе се определи темата што треба да биде представена на серијата, дизајнерски тим започнува да изработува неколку предлог решенија. Во таа фаза најмногу до израз доаѓаат инвентивноста и имагинацијата на самиот уметник. Ние работиме врз база на годишна програма поштенски марки што издава Македонска пошта. Туку има најразлични тематики, значи од спорт, од флора, од фауна. Секогаш идеме во консултации со некои институции, значи дали ќе биде музеј на Македонија, во зависност од темата, културно наследство тематика. Идеме со кустоси или тие што се етнолози, значи во консултација со нив, како да ги изработиме, што да ставиме, и потоа ние уметниците својата идеја реализираме, дали ќе биде цртеж, дали ќе биде
до крај завршена компјутерски. Значи, крајниот резултат го правиме ние уметниците. Мотивот е познат, но убавината се крие во деталите. Магијата при цртањето на поштенските марки се крие во вештината на прикажување на важните елементи. Иако тие се наоѓаат на мало парче хартија, сепак треба да бидат воочливи уште при првиот поглед. Значи, идејата ти е во глава, го размислуваш како да го решиш колоритно, значи во преден план го истакнуваш оној дел кај што треба да биде истакнат, да речеме музичкиот инструмент или некој друг предмет. Го осмислуваме и нормално колоритно се решава. Значи, гледаш да биде најдобро, значи буквално како едно уметничко дело. Филигран кога сме работеле, културно богатство, филигранот значи бара, пошто е многу ситен, значи тоа жички, пошто марката е многу мала, со голо око тешко се гледа, или треба да користиш лупа. Мораш да го размислиш тоа, значи прво пред се да го истакнеш предметот у преден план, значи у гро план да го дадеш, како предмет, значи детаљ да дадеш. Предметот како предмет го ставаш у позадина да се види ко целина. Значи мораш да истакнеш некој детаљ, пошто марката е толку ситна, за да го испакнеш тоа. Кога дизајнерите ќе ги завршат креациите, предлозите се испраќаат на разгледување кај посебно тело, наречено Совет за поштенски марки. Таму, експертска комисија ги разгледува решенијата и избира едно од нив. Тоа ќе биде финалниот дизајн на новата поштенска марка. Советот за поштенски марки е составен од етнолози, професори по уметност, значи најразлични историчари, и они го бираат решенијата, значи кое решение ќе се издаде како поштенска марка. Потоа идеме во реализација, значи технички да се заврши, во печатница се прави припрема, се изработуваат табаци. Филателистите во принцип бараат да бидат што пошарени, значи марките, тапсот, табачињата, затоа што нив тоа повеќе ги привлекува. Ние се трудиме, значи, тој аспект да го задоволиме. Завршувањето на уметничкиот дел не значи и крај на постапката. Следува процес на печатење и сечење на марките. Во зависност од пригодата за која се издадени, нивните димензии и форми се различни. Па димензиите веќе се постоечки, значи имаме веќе готови, тоа е нож за перфорирање или дупчење. Значи тие се, ние што располагаме во Македонска пошта, тоа се 4 ножа, од кои едните ги користиме се многу мали, 2,5 до 3 до 2,8 за редовни марки во редовна употреба, и претежно што ги работиме овие се пригодните марки. Тие се со димензија 3:4. Има кружна, значи, марка, каде што исто си ограничен со димензија и мораш да ги задржиш тие, по принцип, тие димензии. Поштенските марки што имаат каталошка вредност можат да се набават на филателистичките шалтери во главните пошти или во специјализирани продавници за филателија. Програмата Поштенски марки овозможува да се направат тематски збирки со мотиви флора, фауна, културно наследство, спорт, екологија и Европа, а најмладите имаат можност да собираат и детски поштенски марки. Со својата разновидност и инвентивност, филателијата и понатаму останува хоби на многумина во светот и во Македонија.